Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Покрај мене се наоѓа Драган Станојковски Дуци. Дуци, здраво. Здраво. Како си ми? Супер, топ. Денеска ќе направиме една интересна емисија во која што дечињата ќе имаат можност да уживаат и оваа емисија ќе посветиме на еден многу убав и племенит спорт. За кој спорт станува збор? Станува збор за фудбалот. Така, тоа е еден од најпопуларните спортови ширум светот, а така и впрочем и во нашата татковина Македонија. Затоа, почитувани гледачи, сите вие кои што ви интересира фудбалот и сакате да научите нешто повеќе, останете со нас, ова ќе биде многу убава, интересна и пред се возбудлива емисија. Се враќаме за неколку минути во програма. Бидете тука. Ете, почитувани гледачи, се враќаме во програма. Веднаш покрај мене се наоѓа Драган Станојковски Дуци. Еве, сакам да те представам за сите оние кои што не те познаваат, да кажеме дека ти работиш како што? Здраво на сите, јас работам како професор по физичко и здравствено образование. Така, баш ми е драго што си денеска специјален гостин во мојата емисија, бидејќи уште јас кога бев дете, најмногу ги сакавме професорите по музичко и по физичко. Така, најубаво. Дали си ти најомилен во твоето училиште? Па се надевам, сите наставници по физичко се мислам дека најомилените, така и па би требало да биде децата да го сакаат спортот, преку нас наставниците, ние да ги внесеме во основите на спортот и се надеваме понатаму да водат спортски и здрав живот. Така. Дали е навистина многу битно децата уште од мали да почнат да спортуваат? Така речено, многу е битно, заради што сега ќе објасниме, заради во ново време новите сите виртуелни светови, социјални мрежи, компјутери, децата од прерана возраст започнуваат да се внесуваат во нив, дури повеќе од што треба. И стануваат комплетно физички неактивни. Комплетно физички неактивни, зависни од тие компјутери, социјални мрежи, како што ги кажуваме, дружби виртуелни, и се помалку се дава аспектот на вистинското дружење во населба, во мало, помалку се дава аспект на спортување, така да и ние почнуваме во поново време и од најмалите возрасти да се работи со децата и да им го врежеме на децата спортот во своите мисли. Со тоа придобивка секако покрај спортот добива и здравјето, дружењето и многу други аспекти од животот кои што се корисни за децата. Така, значи, еве да објасним уште еднашка за сите оние родители па и дечиња кои што не гледаат, дека седењето пред компјутер, седењето пред таблет, седењето пред телевизор и не е така добра идеја. Значи, треба да се спортува затоа што спортот претпоставувам помага за здравиот раст и развој кај децата. Спортот многу влијае врз здравиот раст и развој кај децата. Секако влијае, значи, и дружењето помеѓу децата. Треба децата да се тераат што повеќе да се дружат, да спортуваат. Придобивките се самите родители ќе ги почувствуваат. Секако децата кои се неактивни во раниот дел од детството, сето тоа ќе се покаже подоцна, каде што сите родители потоа ќе видат таа мака, па гледаме да ги коригираме сите работи кои што сме ги погрешиле можеби од порано, да се коригираат на побрз начин подоцна. Не, ние ќе гледаме да ги натераме децата, да им го врежеме спортот, спортските навики уште од мали нозе, да тие подоцна немаат никаков проблем сами уствари да го засакаат спортот, сами да не тераат ние родителите да ги носиме децата да спортуваат. Вие работите како наставник во едно од основните училишта одека на територија на градот Скопје. Какви вежби работите со дечињата, на пример, еве додека сте во училиште? Часовите по физичко и здравствено образование, децата најповеќе ги сакаат, секако затоа што ги одлекуваат од клупите, од учењето, можност да се релаксираат, да се забавуваат, да спортуваат, да се искараат, да се смират. Значи, тие се часови кај што децата во почетокот на часот ќе се загреат, се спремат за трчање. Во главниот дел од часот некои од спортските дисциплини, фудбал, кошарка, одбојка, ракомет и се што е интересно во поново време. Значи тоа е час кај што децата може да се испразнат, да се истрошат физички и кај што после тоа послободно ќе може да ги совладуваат и тие другите предмети кои што се важен дел од основното образование. Благодарам. Инаку сега да им кажеме нашите гледачи дека денеска покрај вас имав можност да посетам една вистинска бајка, една прекрасна оаза која што се наоѓа во самиот центар на градот Скопје. Почитувани гледачи, Дуци, ќе ми кажеш ли каде поточно се наоѓаме денеска?
Денеска се наоѓаме и минативе 4 години. Значи тие веќе подолго време се наоѓаме во центарот на Скопје. Значи се наоѓаме во склоп на средното образование средното училиште Јосип Броз Тито во Скопје. Се наоѓаме во спортскиот комплекс Мондано, кој што е еден преубав комплекс, кој што е сочинет од повеќе делови. Спортскиот дел, фудбалот, кошарката, одбојката на плажа. И еве во преубаво место, во Бекјард ланч барот, кој што пак им дозволува на родителите додека дечињата спортуваат, да си ги проследат со еден кафе муабет, така со фамилијата, да си ги погледаат дечињата. Така и да уживаат во прекрасниот амбиент и атмосфера. Можам да кажам дека овој ресторанскиот дел исто така мене ме воодушеви. Навистина едно прекрасно место и што вреди да се посети. Срекни деца, задоволни родители после работа да си одморат, а најубаво е кога се следат дечињата, нели? Така. Кажавме дека овдека функционира школата за млади фудбалери, која што го носи името Мондано и постои од која година, Драган? Па постоиме од 2012 година. Веќе ова ни е 5-та година поред, као мал јубилеј. Се надеваме и понатаму ќе продолжиме. Почнаме како едни спортски ентузијасти, професори по физичко и здравствено образование, љубители на фудбалот. И се надевам дека се движиме на добра насока со тоа што почнавме, кажувам, со многу малце деца. Сега од година во година интересот е поголем кај децата, кај родителите, не познаваат, се слуша, се надеваме добриот глас и сакаме да ги воведеме децата во овој спортски дел од животот. Вие сте еден од тројцата кои што раководите со оваа школа, така ли? Така. Кои се вашите колеги? Моите колеги, професорот Драгослав Марина и Дино Дамјановски. Тие сега во моментот, почитувани гледачи, работат позади, може да видите, еве во моментот трае тренингот на една од групите кои што тренираат овдека, а што се случува и како се случува, ќе објасниме веднаш по кратката пауза. Одморете вие, ќе одмориме и ние, се враќаме во програма за неколку минути. Пауза. За сите оние кои малку подоцна се вклучија во денешната емисија Супер Звезда, мој денешен специјален ексклузивен гостин е Драган Станојковски Дуци, кој што работи како наставник по физичко образование или модерно кажано како? Модерно физичко и здравствено образование. Физичко и здравствено образование. Денеска ја посетуваме оваа прекрасна школа за млади фудбалери, која што се вика Мондано и се наоѓа, почитувани гледачи, во центарот на Скопје. Тоа пред малку го говоревме, а еве сега ќе се навратиме, кажавме дека почетоците се 2012 година, и ајде сега повеќе малце околу фудбалот. Зошто фудбал? Дали е фудбалот вистинскиот спорт? Зошто фудбалот? Фудбалот е, како што викаат, првата споредна работа во светот. Ние сме љубители на фудбалот. Идејата со фудбалот највеќе не поврзува со фудбалот. И така кај децата ние се надеваме дека буди убави чувства за спортување, секако најзастапена на телевизиските екрани. Секој од децата се отскликува со некој од фудбалерите. Така и најлесно мислам да го засакаат, а секако ќе напоменам дека за сите деца и родители тоа да го знаат, најважно е децата да спортуваат. Дали е тоа фудбалот, кошарката, одбојката, ракометот, тоа го кажуваме на секој родител. Секое дете треба да му се исполни желбата да родителот одвои време и да испроба да го насочи на некој од овие спортови, па се надеваме и да се надеваат сите дека детето ќе се препознае во некој спорт и здравје понатаму ќе стане, дај Боже, успешен спортист или успешен рекреативец. До неодамна многумина мислеа дека фудбалот е машки спорт. Јас гледам многу девојчиња кај вас. Секако, значи воопшто не е машки спорт. Фудбалот е место каде што и девојчињата се пронаоѓаат, се забавуваат, играат, се надпреваруваат. Значи еден од најуспешните спортови во Америка е женскиот фудбал, на пример, кој што има најголем замав во моментов. Па зашто да не биде и во Европа, нели? Трендот во последно време е и во Европа да стане женскиот фудбал еден од добро препознатливите моменти на фудбалот. Еве сега приметувам дека многу од дечињата овдека кои што се наоѓаат на теренот си имаат своји дресови, облечени се во боите на вашиот тим, на вашата школа. Морам да кажам, еве, од веднаш се забележува дека
ова што се случува овдека е организирано на највисоко можно ниво? Ентузијастички од нас, така и тргнавме, значи гледаме се повеќе да се децата задоволни, па еве стигнавме и до тоа да се облечени децата, да се радосни, они највеќе се радуваат нели на Меси, на Роналдо, сите ги имаат и тие дресови, но еве за некое време набавивме и опрема, кај што нели се надпреваруваат, играат надпревари, убаво е да се дотерани како што ги личат и најголемите звезди. Така, ајде сега малку да кажеме од која возраст примате дечиња овдека? Дали доаѓаат само повозрастни, средна некоја возраст или примате и најмалки? Вака, една од одликите на нашата фудбалска школа е работата со најмалите возрасти. Најмалата возраст на деца нема граница, туку ние велиме секој дете кој има малце концентрација да седи со нас на фудбалските терени. Тоа е над 4 години најверојатно, децата доаѓаат некој на 5 годишна возраст, во главном од 4 до 12 години е фудбалската школа. Најбројни се секако во нашата фудбалска школа децата кои започнуваат првите фудбалски чекори ги прават на 4, 5 и 6 години. По колку години има некои дечиња што тренираат овдека кај вас? Па имаме и дечиња кои тренираат од почетокот на фудбалската школа, тие дошле како мали прцлиња на 4 од 5 години, кај што сме ги запознавале што е фудбалска топка, сме ги носеле во раце, плачеле со нас, сме ги смееле, но сега еве, значи на наша радост и горди сме тоа што се они во моментов, значи вистински спортисти. Сакам да прашам, приметувам дека работа две групи, едните независно на едната половина од теренот, другите на другата. Зошто сте се поделени овие две групи? На едната половина од теренот се фудбалерчињата, а на другава половина, поблиската до нас, да споменеме дека работи голман, кој има голмански тренинг со нашите идни голмани. А значи голманите се тука, се разликуваат тие два тренинга? Да, секако, значи ние имаме голман, нашиот голман е Игор Тасевски, тој е бивши поранешен професионален голман. Значи имаме група дечиња кои сакаат, кои се гледаат како идни голмани. И специјално насочени во тој правец. Специјално насочени во тој правец, си тренираат голмански тренинг, индивидуални тренинзи во групи од по 5-6 деца, така да они се среќни и задоволни, тренерот исто така, и сите ние се надеваме дека здравје понатаму ќе излезе некој добар голман. А во останатата екипа таму се тие бековите, леви, десни крила, нели, центар, напад? Да, позади тренираат и другите фудбалерчиња, заедно ќе склопиме една добра екипа и за викенд играме надпревари кај што се надеваме дека децата се надеваат дека ќе победат, ние се надеваме дека ќе бидат задоволни и среќни. Ајде сега, пред да дојдеме до овие надпревари што се организираат секој викенд овде, сакам да ве прашам како започнува еден тренинг. Јас приметив дека тие се загреваа, се тегнеа. Така, еден тренинг започнува со тоа што децата треба да пристигнат, се надеваме на време на тренингот. Најрадосни сме ние тренерите кога ќе видиме дека децата половина час пред тренингот сами дојдени со желба за тренинг, значи ќе пристигнат, ќе си се дотераат убаво, ќе се скоцкаат убаво, врзат копачките. Така. И кога ќе влезат пред време на тренингот. Тоа е, значи, веќе сме постигнале нешто. Децата го засакале спортот, фудбалот, тоа е најважното. Тренингот започнува на почеток, нели, да се подигне работната температура на телото, децата ќе се загреат, ќе се истегнат и после тоа во текот, нели, следува и класичниот дел, игри со топка, работа со топка, тренирање со топка. Значи најголемиот дел од тренингот гледаме секој дете да има топка во нозете и да направи што повеќе допири во тренингот со топката. Тоа е најважното на детето, да му ја дадете топката да има за целиот тренинг. Какви све други вежби имаат? Учат да шутираат, учат да дадат правец на топката, учат да се залетаат, да закочат, да паднат. Вака децата гледаат многу телевизија, многу фудбал, све сакаат тоа што го прават најголемите звезди. Најповеќе да дриблаат, така? Секако некоја добра асистенција од Меси, од Роналдо, вежбаат, гледаат и вежбаат, што е многу добро. Така да и ние уште плюс по некоја вежбичка за додавање, за примање на топка, за шутирање, ќе ги подучиме. Така да се надеваме дека од нив ќе испадне еден целокупен производ, така?
Значи, покрај тоа што се вежба и што се учи, има и многу забава пред се. Забавата, според нас, и според се надевам сите фудбалски работници, ги следиме сите трендови европски, светски, се едуцираме така, и велат дека забавата е најважниот дел од фудбалот. Зашто? Затоа што преку забава децата најповеќе може да научат. Значи, забава, дружење, најголемиот аспект во нашата школа даваме на тоа да сепак и најважно ни е во нашава школа искрено да изградиме личности. Пред се личности, спортисти, па да кажеме фудбалери. Затоа што многу ни е важно по некоја година секој дете тука што тренирало да излезе една убава личност, успешна, ведра, така да и ги негуваме сите овие работи најповеќе во нашата фудбалска школа. Дали знаеш што прво приметив кога дојдов овде? Ајде, не знам. Дека освен тоа што е навистина едно прекрасно место, се ова што го правите вие овде изобилува со многу љубов. Да сте живи, здрави, драго ми е што се наоѓам на вистинското место. Фала, фала. Ја предлагам да направиме уште една кратка пауза, малце да одмориме ние нашите гледачи, а се враќаме во програма за неколку минути. Драги гледачи, бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, се наоѓаме во центарот на Скопје, во оваа прекраснотија што може да ја видите околу нас. Денеска сме специјални гости овдека во школата за млади фудбалери Мондано. Веднаш кај до мене се наоѓа Дуци, мојот добар пријател, кој што работи како тренер, воедно и професор по физичка култура, или модерно кажано беше како? Професор по физичко и здравствено образование. Така да си ми жив и здрав. И еве сега овдека може да видите дека веќе во моментот трае тренингот, школата функционира под полна пареа, има многу љубов, како што предмалку кажавме во сето ова што се случува овде. Ајде сега да се вратиме на еден момент. Јас кога дојдов овде и прв пат кога договаравме да снимаме емисија, ти Драган ми кажа нешто многу интересно, сега јас ќе го кажам пред камерите, да го слушам тоа нашите гледачи, дека е многу важен социјалниот аспект на целата работа што се одвива овдека. Најважен. Значи најважен. Најважен. Ајде малце да позбориме во таа насока. Што ќе ми кажете во тој правец? Значи, од создавањето на фудбалската школа до ден денес и се надеваме понатаму, најважниот дел, најважниот правец е кај нашите фудбалерчиња да ги развиваме. Значи, социјалниот аспект, се надеваме здравствениот аспект да го гледаме, едукативниот аспект, дружењето, вниманието наше најповеќе да биде свртено спрема тоа, а сето тоа во целина, потоа се надеваме ќе даде едни успешни фудбалери, така да нашата приказна е да создаваме успешни, здрави личности. И другарства за цел живот што ќе останат. Да, преку овие тренинзи кои што ги организираме, гледаме значи децата на секој тренинг што повеќе да разговараат меѓу себе, да се караат помеѓу себе, за да знаат да се смират. Што повеќе дружба и успехот е неминовен во таа гледна точка. Сакам да прашам во кои денови работи ова фудбалска школа? Во фудбалската школа Мондано работиме секој ден, освен петок. Значи понеделник, вторник, среда и четврток ни се тренинзите за дечињата, тие се во попладневните часови, 16, 17, 18 часот. И секако организираме за време на викендите, сабота и недела, спортски надпревари каде нашите фудбалерчиња се состануваат со други фудбалски екипи, тука доаѓаат во нашиот прекрасен центар. И нели, децата најзабавно им е кога ќе ги пуштиме надпревар, така? Во тој момент најзабавно е секако и за родителите. Значи правиме, организираме едни убави надпревари во нашиот спортски комплекс, кај што имаме среќни деца, среќни родители и исполнети тренери. Значи од понеделник до четврток се вежба, имате часови, односно тренинзи, кажано на вашки, а во сабота и недела организирате повремени надпревари. Така, секој викенд имаме надпревари тука во. Навиваат родителите? И како? Да, многу. Супер, прекрасно за сите оние кои што сакаат да дојдат. Еве сега јас како што вие ми објаснивте, може да дојдат веднаш позади гимназијата Јосип Броз во центарот на Скопје или поточно кај паркингот на Стариот театар да паркираат и само да продолжат право и веднаш се наоѓате тука, значи сега поново. Сега поново театар комедија. Вие се наоѓате токму овде на ова прекрасно игралиште и битно е да се каже дека во лето е отворено, а во зима? Во зима, значи во зимскиот период има покриено фудбалското игралиште со балон, конструкција, внатре затоплено, што е најважно.
сакам да кажам, не правиме пауза во зимскиот период. Верувате и дечињата што се 4, 5, 6 години не икјат да пропуштат тренинг. Родителите може би им е ладно, на децата добро облечени за спортување, спремни никогаш. Спремни на тренинг, доаѓаат. Тоа е најубавото нешто. Дали има некое место на интернет каде што можат родителите кои што сакаат нивните деца да ја посетуваат вашата школа, каде што може да се информираат вака нешто повеќе околу самата школа? Најмодерно, сега најголемата реклама и сите новости од нашата фудбалска школа на Facebook страната наша, Фудбалска школа за деца Мондано. Таму можат да не исконтактираат, да видат дел од тоа што го работиме. Значи, нели, сликички, клипови, апдейт правиме на сите настани кои ни се во школава, така да и родителите можат да се следат. Секако и најповеќе и да не запознаат другите. А кој беше телефонскиот број за директен контакт да се оствари со вас? 078 308 914. Ете, сите оние родители кои што сакаат нивните дечиња да избегаат од градската џунгла и да дојдат овдека, да почнат конечно веќе со спортување, да побегнеме од сите таблети, компјутери, мобилни телефони и седење пред телевизор. Ова е вистинското место, како што кажавме, е една прекрасна оаза или една бајка во центарот на градот Скопје, која што се наоѓа токму овдека позади гимназијата Јосип Броз, почитувани гледачи. Сега што би им порачале за крај на сите оние што не гледаат? Еве ќе се обратам до родителите на сите деца. Најважно е да најдат дел од своето време, кој нели е пребукирано, сите сме со приватни обврски со работа. Мора да се најде дел од времето за да им посветиме на нашите деца, да ги вметнеме во спортот. Да се најде време да се донесат на тренинг, децата да спортуваат, да го засакаат спортот и придобивките ќе ги црпиме сите ние од тоа. Така. Придобивките се огромни. Јас Дуци ти благодарам што денеска беше дел од ова наше дружење, ти благодарам што ни овозможивте да бидеме специјални ваши гости и да ја покажеме ова убавина за да можат сите наши гледачи на емисијата Супер звезди на македонската телевизија да ја видат. Така да, почитувани гледачи, тоа беше се за денес. Еве, конечно видовте кој е вистинското место и за момчиња, и за девојчиња, и за мали, и за големи деца. Повелете, дојдете во Мондано да играме фудбал, да се дружиме и забавуваме и што е пред се најбитно, да се развиваме правилно и да растеме здраво. Тоа беше се во ова издание на емисијата Супер звезда. Се гледаме повторно за 7 дена од сега во нашата нова емисија, а до тогаш сакате ги мама и тато и не заборавајте, спортувајте. А сега, чао, пријатно и до гледање, Дуци Мафни, чао, се гледаме, чао, чао.